колеги пратеници, почитувана јавност. Во октомври месец 2019 година нашата пратеничка група го поднесе овој предлог закон за изменување на пензиско инвалидско осигурување, со што ќе се врати старото законско решение, според кое што пензионерите би требало да добиваат повисоки пензии од што добиваат сега, односно да продолжат пензиите да растат. Со овој предлог закон се изменува само еден член со кој што се врши усогласувањето на старосната пензија и усогласувањето всушност да се врши според движењето на индексот на трошоците на животот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50%. Го поднесовме ова предлог законско решение бидејќи на 28 декември во 2018 година владата на СДСМ спроведе уште една под наводници генијална реформа, односно го промени начинот на усогласување на пензиите. За да биде јасно, ќе цитирам: членот 37 став 1 од Законот за пензиско инвалидско осигурување кој гласеше: усогласувањето на старосната пензија се врши според движењето на индексот на трошоците на животот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија во висина од 50% беше променет и сега гласи: пензијата се усогласува од 1 јануари и 1 јули секоја година според процентот на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи објавено од Државниот завод за статистика. Што значи оваа промена на законот? Одговорот е едноставен. Промената значи неправда за пензионерите во Република Македонија. Праксата кај напредните земји покажува дека пензиите се усогласуваат со инфлацијата, односно трошоците за живот, се со цел да не се намали нивната куповна моќ, односно да не се намали нивниот стандард. Дополнително, пензионерите најчесто добиваат и дел од економскиот раст, прикажан преку пораст на платите на вработените во економијата. Се разбира, солидарно е со пензионерите да се сподели растот на платите, но што се постигнува со реформата? Всушност, целата идеја на владата на СДСМ е да заштедат средства, а тоа го прават на грбот на нашите возрастни граѓани. Поконкретно пресметано, пензиите треба да се усогласат во март 2019 година, требаше, односно пензијата која пензионерите ќе добие во април според стариот закон, требаше да биде зголемена за 0,7% од инфлацијата или трошоците на животот и 2,96% од порастот на платите. Нето платата забележа раст од 2,96% на семестрално ниво. Согласно со новиот закон, зголемувањето ќе биде само врз основа на инфлацијата, односно 0,7, односно наместо просечен раст на пензиите од 1,83%, истиот ќе изнесува 0,7%. Доколку слични бидат стапките и во втората половина од годината и за наредната година, всушност просечната пензија во Република Македонија која што изнесува 15.000 денари, пензионерите ќе загубат од 300 до 700 денари месечно или 3.600 до 8.400 годишно. Но, под наводници експертите на владата на СДСМ додаде уште еден став од членот 37 тогаш, согласно кој пензиите ќе пораснат минимално доколку растот на бруто домашниот производ во претходната година е над 4%, доколку растот ќе беше 4,5%, тогаш растот на пензиите би бил негде за 0,5%. Но доколку проанализираме, во нашава држава ние немавме повисок раст од 3,2%, со тоа што ова ветување паѓа во вода. Во нашата држава со право на глас имаме над 300.000 старосни семејни инвалидски пензионери, што македонци, албанци, срби, роми, власи, бошњаци и други. Сега анализите покажуваат дека ги има од сите партии, а голем број се неопределени. Пензионерите посебно се жалат на ниските пензии, бидејќи не го следат растот на платите, бидејќи овој услов за пресметување на пензиите
беше исклучен во ова законско решение што јас го објаснив, што беше донесено во декември 2018 година од владата на СДСМ. Всушност, со тој закон, Законот за пензиско и инвалидско осигурување, пензиите се усогласуваат од 1 јануари и 1 јули, само според растот на индексот на трошоците за живот. Поаѓајќи од статистичките податоци на Државниот завод за статистика, животните трошоци во минатата година, споредени на второто со првото полугодие, се зголемени само 0,14%, од што 50% изнесува 0,7%. Овој износ на усогласување на пензиите важеше од 1 јануари 2019 година, а корисниците на пензија го добија со исплатата на мартовската пензија во почетокот на април, заедно со разликите за јануари и февруари. И пензиите за април, што се добиени на почетокот на мај, се усогласени само со 0,7%. Со други зборови, околу 73.000 корисници на минимална пензија до 9.000 денари со ваквото усогласување добија зголемување на пензијата до 63 денари, додека околу 80.000 пензионери со просечна пензија од 14.403 денари добија зголемување од 101 денар. Релевантно малиот број пензионери со највисока пензија од околу 50.000 денари со ваквото усогласување добија 350 денари. Така просечната пензија во нашата земја сега изнесува 14.504 денари и таа во однос на јануарската просечна плата во износ од 24.507 денари изнесува 59%. Меѓутоа, според владините најави, од 1 јули се очекува минималната плата да изнесува 13.000 денари, а просечната пензија да се зголеми на 30.000, а просечната пензија во износ од 14.504 денари во однос на јануарската просечна плата во износ од 24.507 денари. На ваквите последици, всушност, ние укажувавме пред да се донесе ова законско решение и според европските критериуми и стандарди, секој сооднос помеѓу просечната плата и пензија, што е под 60%, е сигурен знак за сиромаштија, кој се повеќе се зголемува меѓу пензионерите во нашата земја. Се вели дека со законот е утврдено бруто домашниот производ во претходното полугодие да има реален пораст над 4%, покрај усогласувањето со порастот на трошоците, на животот пензијата ќе се зголемува од 1 април во тековната година со процентот што представува разлика меѓу реалната стапка на порастот со претходниот процент на бруто домашниот производ. Меѓутоа, анализите покажуваат дека тоа е всушност тешко остварливо. Сето тоа укажува на потребата за измена на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и усогласувањето да биде како минатата година, не само со порастот на индексот на трошоци на животот, туку и со порастот на платите. Во прилог на тоа е податокот дека во речиси сите европски земји пензиите се усогласуваат по двете основи, само кај нас се одзема вториот услов, односно зголемувањето на просечната плата. Со оглед на тоа што со уставот сме социјална држава, истовремено треба да се размислува и за соодветно зголемување на пензиите на сите корисници на пензија од средната класа, а посебно за оние околу 150.000 пензионери кои имаат пензија до просечната. И, за жал, наместо да се намалува сиромаштијата, бидејќи предизборно ветувавте дека ќе се задржи средната класа, наместо да се намалат цените на лековите, наместо да се подобрат услугите за пензионерите, вие напротив им ги намаливте пензиите. Вашата министерка која што раководеше со овој сектор цело време блескаво се најавува дека овој сектор бил со најголемите реформи, со најпозитивно донесените законски решенија. За жал морам да констатирам дека ја уназади областа на труд и социјална политика, а сега стана вице-премиер за финансиски прашања. Со оглед на тоа како работеше во Министерството за труд и социјална политика, тешко надржава во ова министерство каде што замина во оваа функција каде што замина Мила Царовска, вице-премиер за финансиски прашања. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратена